Почитувани граѓани на Стајковци, на општина Гази Баба, на околните населени места, почитувани представници на медиумите. На убаво ќе тргне и за убаво сме дојдени. Почитувана министерке за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска, почитуван градоначалник на општина Гази Баба, Борче Ѓоргиевски, почитуван председатели, членови на Советот, кои што се денес овде присутни со нас, почитувана директорке на детската градинка 25 мај. Навистина, смислата на животот се децата и денеска радоста преку озарените лица може да ја видиме кај сите од овој велелепен објект. Радува денешниот настан заради тоа што новиот клон на детската градинка 25 мај, клонот Пеперутка, денес свечено го отворија дечињата. Дечињата на кои овој објект им припаѓа и кои тука, во најсовремени услови, ќе ги поминат своите години од предучилишното згрижување, воспитување и образование. Дури името тие си го одбраа. Заедно со своите родители одлучија нивниот дом да се вика Пеперутка. Од денеска тие делот од секојдневието во градинката ќе го поменуваат во модерен и според сите стандарди функционален објект за оваа намена. Со вкупно 6 занимални и со убаво уреден двор, со нова урбана опрема за рекреација, делови за јасли, градинката Пеперутка има капацитет за околу 140 дечиња. Тоа од огромна помош за родителите од населените места, како што беше кажано, Стајковци, Црешево, Булачани, Смилковци, Виниче, Раштак, Страчинци и Брњарци. Сега родителите нема да имаат потреба повеќе дечињата да ги носат во најблиските градинки, кои се со километри оддалечени од нивните домови. Општина Гази Баба е една од оние општини во која посебно се негува нашиот успешен концепт едно општество за сите. И кога зборуваме за тој концепт, зборуваме и за еднаков пристап до најсовремените објекти за предшколско згрижување на децата од сите етнички заедници. Општина Гази Баба за овој период има отворено повеќе од 250 нови места во детските градинки, со изградбата на новата градинка Пеперутка, како и со проширувањето на капацитетите на градинката Морковче во Јурумлери и Калинка во Железара. За овој период реконструирани се, како што рече градоначалникот, сите 11 објекти од детската градинка, односно општината покрај редовните дотации од Министерството за труд и социјална политика од својот буџет одвојува годишно од 10 до 15 милиони денари наменети за капитални инвестиции во објектите на детските градинки. И за тоа, како председател на владата, изразувам посебен респект и до градоначалникот и до Советот, да смогнат сили на вистина да определуваат толку значајни средства заради поддршка на најмалите, на дечињата. Во изминатите 3 години, владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, максимално се посвети на она што беше утврдено во програмата. Да овозможиме децентрализацијата на власта и на општините да им обезбедиме независност во работењето, за да создадат услови за пристоен, достоинствен живот, како што очекуваат граѓаните. Паралелно со овој процес, владата продолжи целосно и посветено да ги поддржува финансиски капиталните проекти во општините. Инфраструктурните капитални објекти се градеа без прекин и во вонредни околности заради пандемијата. И тоа со забрзана динамика и со почитување на мерките за заштита. Почитувани сограѓани, капиталните инвестиции во раниот детски развој и детската заштита се еден од врвните приоритети на владата на Република Северна Македонија. Вложувањето во раниот детски развој е вложување во подобро утре. Влог за нашите најмлади генерации, затоа што градинките се местото каде што почнува институционалното воспитување, што е од огромна важност во создавањето оформени личности кои подоцна учествуваат во развојот на нашата држава. На децата што ќе ја посетуваат градинката им посакувам безгрижно детство, а на вработените успешно спроведување на програмите за предшколско згрижување и образование. Нека е честито и со среќа. Благодарам.